Почитувани гледачи, следува Добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за јазли на тироидната, односно штитната жлезда. Мој гостин и соговорник во студиото на оваа тема е доктор Сеат Асани, специјалист по интерна медицина во јавната здравствена установа Здравствен дом Ростуше. Доктор Асани, добар ден. Ви благодарам што одвоивте време и што дојдовте од Ростуше да бидете дел од денешното издание на Добриот доктор. Ви благодарам на поканата. Се надевам дека денеска ќе бидеме продуктивни за гледачите да објасниме околу јазлите на тироидната жлезда, што представуваат, колку е сериозноста дивна и како се третираат. Дали секој чвор треба да се свати сериозно, што е најбитно, секако ќе споделите совети, информации корисни, но и насоки како да се третираат овие состојби. На почеток, која е функцијата на тироидната жлезда и колку е важна незината улога во човековиот организам? Тироидната жлезда е на ендокрина жлезда, мала жлезда, но со многу важно значење за функционирањето на целиот човечки организам, на сите ткива и органи. Таа е сместена на предната страна од вратот, испод гркланот, а од обете страни на душникот и лачи два важни хормони. Тоа е тироксин, Т4 и триодтиронин, или Т3 хормонот, и уште еден хормон, тоа е калцитонинот, кој што се лачи од исто така од парафоликуларните клетки на тироидната жлезда и неговото значење е во регулацијата, односно во одржување на рамнотежата на калциумот во организмот и исто така представува еден важен тумор маркер, како калцитонин, во малигните тумори на тироидната жлезда, особено кај медуларниот карцином на тироидната жлезда. Како функционира? Тироидната жлезда, бидејќи една мала ендокрина жлезда со многу важно клиничко значење и многу важно во одржувањето на метаболните процеси на човечкиот организам, таа е регулирана од хипофизата, односно преку хипоталамусот, преку тиротропниот релизинг хормон дава наредба на тиреостимулирачкиот хормон од хипофиза, додека тиреостимулирачкиот хормон од хипофиза дава наредба на тироидната жлезда да создава и лачи тироидни хормони кои што се важни во одржувањето на сите метаболни процеси во човечкиот организам. Затоа е многу важно незиното пореметување во однос на функцијата како што е зголеменото лачење на тироидни хормони или намаленото лачење на тироидни хормони даваат по сериозна даваат клиничка слика на успорен базален или зголемен базален метаболизам со сите нивни клинички симптоми. Тироидната жлезда ги регулира, како што кажавме, сите метаболни процеси. Тука е кардиоваскуларниот систем, гастроинтестиналниот тракт, развојот на мозокот, понатаму мускулно-скелетниот систем, хематопоетскиот систем и исто така е многу важна и во репродуктивното здравје. Да, слушнавме навистина доста значајна улога, односно функција има тироидната жлезда, но многу често слушаме и дека доаѓа и до нарушување на незината функција. Една од тие компликации е и јазлите односно чворовите, народски речено, на тироидната, односно штитната жлезда. Токму и тоа е нашата денешна тема. Колку се чести овие појави, односно чворови или јазли на тироидната жлезда и зошто доаѓа до нивна појава? Со напредување на медицината и на диагностичките имиджинг техники и редовните прегледи од страна на пациентите, се почесто се диагностицираат тироидните јазли на
мислам, се повеќе се диагностицираат јазлите во тироидната жлезда. Еден мал процент се диагностицираат со палпација, со пипкање на предната страна од вратот, Физички како преглед. грудка, како зголемување на структурата на вратот, Гуша. како гуша, а голем дел ги диагностицираме со еходиагностика. Представувате на многу честа патологија, но кога зборуваме за честа патологија, тоа можеме слободно да кажеме дека секој јазол на тироидната жлезда не представува сериозен знак дека тоа представува една многу сериозна тешка здравствена состојба. Со поедноставни зборови, кога ќе слушнат пациентите за јазол на тироидната жлезда, одма мислам на рак на тироидната жлезда. Не е секогаш тоа така. Голем дел од јазлите на тироидната жлезда, дури до 90% од јазлите на тироидната жлезда се бенигни по својата природа, додека 5 до 10% од тие јазли имаат малигни карактеристики. Зошто се појавуваат? Не е само единствен фактор во појавата на јазди на тироидната жлезда. Причините се мултифакторски, како што е генетскиот фактор, генетиката тука игра главна автоимуните улога. заболувања, дефицит на јод во исхраната, хронични воспаленија како што е Хашимото тироидитис, кој што е најчестиот посебно кај женската причинител така популација. за хипотиреоза. Понатаму зрачење во детската возраст, во пределот на главата и вратот, заради одредени малигни состојби или диагностички процедури. Така, или други, како да кажам, нуклеарни катастрофи. И така да сето тоа може да биде причина за појава на јазли на тироидната жлезда и секако жените и повозрастната популација е поголем ризикот за појава на тироидни јазли. Набројавме неколку од најчестите фактори за појава на тироидните јазли, но сепак има уште многу други причини кои што и литературата не може да ги објасни до крај. Така. Докторе, да дадеме предност на прашањата од нашите гледачи и ќе продолжиме понатаму околу симптоматологијата, односно класификацијата на јазлите. Добар ден, во програма сте, повелете. Ве слушаме. Добар ден. Сакам да го прашам докторот, јас имам торид на 10 години, ама сега во последно време имам многу јазли. Дали е можно да засркнувам на секое јадење, да засркнувам, дали можно од јазлите, али друго нешто? Така, дали имате некакви испитувања, некаква диагностика, прегледи? Ами на контрола одам еднаш годишно, ама сега па доктори нема, матичната не може да ми закаже, немам појдено 2 години. Така, да. Доктор, доколку имате подпрашање или ќе одговорите на гледачката дали има проблеми? Да. Ви благодарам, слушајте ги советите од докторот. Секое добро, господјо. Пациентката, практично гледачката која што ги наброја симптомите дека има чувство како на подкашлување, тоа може да бидат една од компресивните симптоми на јазли на тироидна жлезда, но немаме податок колкава е големината на тие јазли и колку се наброи. И колку се наброи и дали тој јазол, ако е поголем, би бил причина за компресија врз душникот, храноводот, гласните жици. И за голтањето, рече, има проблеми, да. Така да може да не биде причина. Оти повеќе јазли, помали, не се и не значат дека се причина за компресивен синдром. За таква симптоматологија или проблем. Така да, сепак препорачувам преглед и проценка дали јазолот или јазлите би биле причина за отежнато голтање кај пациентка. Да, најдобро е, бидејќи можеби нема термини на ендокринологија или останатите оделенија каде има ендокринолошки ординации, меѓутоа има термини за на интернист. Доволно е кај интернист па понатаму да се даде совети и упатства како да се третираат. Да. Доколку имаме следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме.
Ќе ве молам, јас сум пациентка со струма од пред едно 30 години. Пијам таблета по пола таблета, 5 дена, 2 дена пијам по цела таблета. По шема. Да. Кога се појдам на лекар, на интерниста, ме праќа само крв да испитам, ништо друго, а јас се пушам, се давам во грлото, дали е тоа од струмата, или јас имам, правев, ми ставија стент на десната каротида, а левата ми е скоро 80% запушена. И сега ноќе не можам да дишам, дали викам од тероидната ми е, дали ми е од каротидите, шлајм се цела во грлото, пепна во грло и нос. Ви викате, синусите ти се слева, вика шлајм, а ја маки имам во грлото ненормални, еве едно 3 години. Така. Ве разбираме, ќе добиете одговор на вашите прашања дали тоа што е причината за такво слевање на секрети, гушење и каде да се обратите. Секој е добро, господје. Сепак, кога треба да се даде одговор на која е причина, не може вака телефонски која е причина за тешко дишење и за гушење во текот на ноќта при спиење. Јас повторно ќе напоменам дека една струма мора да помине низ цела една дијагностичка рамка, како што е од почеток од палпација, нели, големина, цврстина, подвижност, преку определување на тироидната функција, ултрасонографски преглед, да се измери големината на тој јазол и да се видат карактеристиките на тој јазол ултрасонографски, дали тој јазол е сомнителен јазол или не е сомнителен јазол и понатаму по индикација да се проложи понатаму и за тенкоиглена биопсија по индикација за таков јазол, но дали е причина за гушење сепак зависи од големината на јазолот, дали тој јазол врши компресија или притисок на околните структури, иако пациентката е со други коморбидитети, како што е каротидна болест. Истата пациентка препорачувам покрај евалуација на болеста на тироидната жлезда, конкретно за јазолот на тироидната жлезда, советувам да направи и кардиолошки преглед. Да, затоа што рече 80% запушување на каротидата, да, не е на одмет за да се најде што е точното причина, дали едното или другото за таква симптоматологија. Каротидната болест може да биде коронарна болест истовремено. Не значи, но сепак треба да се направат испитување и на јазолот и кардиолошки. Да, затоа што секогаш кардиолошките се почувствителни, да не речем поопасни заболувања. Да вклучим уште неколку гледачи, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Ве слушаме, во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете со прашање. Јас сум од страната Торвида, више 10 на 12 години. И ме водат како хипо. Башка што качев на многу на килограми, еуторокс од 200 пијам, и ме интересира само прашањето, колку е јодот битен да го взимаме превентивно? Да, интересно прашање, да. И во која количина? Читаме дека од поправање во изоло и од недостаток на јод, и демек настанува тироидната јазли од недостаток на јод. И сега знам некогаш да се напијам јод овие што ги има, али ми е со резерва, со страх. Колку да го взимаме превентивно јодот секојдневно. Така, а кај вас е веќе дијагностицирана како што слушнавме? Страната ми е менатоидната, паратироидната не, али тироидната да. Така, да. Интересно прашање, ќе го прокоментира доктор Сејата Сани, ќе даде препораки и совети токму околу јодот, исто така беше дел од планираните прашања. Ви благодарам за јавувањето, секој е добро. Многу е важно, ние живееме, нашата држава има јодирана сол, која што ја користиме секојдневно,
пациентката, колку што разбрав, е хипотиреоза на терапија со еутирок со 200 мг и предпоставувам дека колегите прават редовни контроли и цело време ја контролира незината тироидна функција и врз основа на тоа е дозирана таа терапија. Нашата исхрана има доволно јод, јодирана ни е солта, не е во ред и да се внесуваат и преголема количина. Да, од друга страна паштети за другите. Не е во ред да се внесува и преголема количина на јод. Една од препораките за да имаме една доволна количина на јод, тоа се морската храна, како што е риба, јајцата, млечните производи, селен, цинк, железо, витамините од групата А, витаминот Д, сите ти имаат природно доволна количина на јод. А дополнително преку суплементација? Селенот е лек кој што значи тие елементи се затоа и ги препорачав заедно со исхраната и она јодирана сол што имаме е доволно да го за потребите дневни на човечкиот организам, затоа што премногу користење на јод не е ни во ред тоа да биде. Така е. Така е. Ќе вклучиме уште неколку гледачи почитувани во програма, сте повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Едно прашање до докторот. Повелете. Жена ми е боледува од тероидна. И кога е топло време, например, лето или 35 степени сегашни, да истуди, ладно е. Дали доведе од тероидната, може ли да биде од тероидната? Да, интересно прашање, ќе добиете одговор на вашето прашање. Секој добро и вам и на вашата сопруга. Поздрав. Дали таков симптом? Многу е важно какво заболување на тироидната жлезда има пациентката. Дали има хипо или хипертиреоза. А ако има хипотиреоза, нели опаѓање на базалниот метаболизам, тие пациенти знаат да им е ладно, да се дебелат, успорени во ментални функции, практично успорен целиот базален метаболизам. Но ако пациентката е на редовна терапија и има уредна тироидна функција преку тироидните тестови што се прават, и ако е на терапија, ако редовно се следи, тие симптоми не би требало да се причина од тироидната жлезда. Да, други состојби може би укажуваат на таков симптом, односно студен организам или тело на високи температури. Ќе вклучиме уште еден гледач пред да продолжиме понатаму со разговорот за тироидните јазли. Почитувани во програма, сте повелете. Ало. Добар ден, ве слушаме. Добар ден. Во програма сте. Прашање до докторот. Повелете. Имам проблем со нозете, имам отекуваат ми многу. Имам тероидна жлезда, меѓутоа јас тие мапчиња користам од 25 милиграма. И сега не знам што да правам со нозете, со проблем немам со тероидната жлезда. Нит ме гуши, нит ми смета нешто на јадење, на пиење. Ја одржувате под контрола. Али нозете многу ми се отечени и тоа многу ме нервира. Не знам што мерки да презирам, докторе. Да, ќе ви каже докторот какви испитувања треба и на кои специјалности да се обратите под сомневање од каде би можеле да бидат тие отоци на нозете кои секако представуваат потешкоти при движењето, а во некои случаи и болки, предпоставувам, се соочуваат и со такви состојби. Следете ги советите како да постапите и какви испитувања да направите на кои специјалисти. Така, бидејќи ова е надвор од прашање може да одговориме од патологијата на тироидната жлезда, совет мој за отоците на нозете
подразбира еден скуп на многу болести. Да, симптом на повеќе најчести причини за отоци на нозите се кардиоваскуларните, бубрежните заболувања, но и васкуларните болести на самите вените, нозе. артериите. Така да многу реуматолошки, многу ортопедски заболувања може да бидат причина, телесната тежина може да биде причина, работното место, многу работи може да бидат причина. Значи треба пациентката да прави еден интернистички преглед, да се исклучи кардиоваскуларно, бубрежно заболување и еден совет за доплер на долните екстремитети. Да, за да се види дали вените или артериите, конкретно за доплер вените. И некогаш може и да не се најде причина. Така е. Докторе, да се вратиме на денешната тема јазли на тироидната, односно штитната жлезда. Стигнавме до видовите на тироидните јазли. Како се класифицирани? Кои се најчестите, односно најпознати видови на тироидни јазли кои се среќавате во пракса? Тироидните јазли може да бидат солидни, односно јазли кои што се исполнети со ткиво, и се најчест ризик за малигнитет. И секогаш кога ќе видиме солиден јазол, ултрасонографски, потребно е добра обработка на тој пациент, да се добро анализира тирац класификацијата, дали тој јазол исполнува критериуми за сомнителен или несомнителен јазол, доколку ги исполнува критериумите дека тој солиден јазол е сомнителен, понатаму кај тие пациенти со солидни јазли потребно да се направи тенкоиглена биопсија на тироидната жлезда и цитолошка интерпретација на истиот наод, и врз основа на тие тирац ехокарактеристики и цитолошки наод, понатаму се планира третманот, дали тој пациент ќе се следи, ќе се оперира или ќе се прави повторна биопсија заради нејасноти. Таа е на цитолошка класификација, дали има доволно материјал и повторно уште еднаш треба се направи биопсија да се доуточи точната дијагноза. Друга група на тироидни јазли се цистични јазли. Тие се најчесто со најдобри карактеристики, исполнети се со течност. Во форма на циста, да. Така, тие ги викаме колоидни цисти. И третата група на тироидни јазли се мешани, односно солидно-цистични. Има и солидна, има и цистична компонента. Сега солидно-цистичните јазли потребно е морфолошки да се анализираат, исто како и за солидните, дали исполнуваат ехокарактеристики, дали тие јазли се сериозни и дека понатаму треба да се продолжи со дијагностички процедури. Сега, кои се тие ехокарактеристики, дали еден јазол е сомнителен или не е сомнителен, ултрасонографски тој јазол треба да е хипоехоген, односно намалена ехогеност да има во самиот јазол. Понатаму границите, ирегуларни маргини, ултрасонографски, дали има калцификати, микрокалцификати во тој јазол кој го гледаме на ехо, и дали на доплер ефект има богата васкуларизација. Според врз основа на овие карактеристики, лекарот што работи патологија на тироидна жлезда одлучува дали тој јазол ќе помине на наредна дијагностичка проценка, тоа е тенкоиглена биопсија, за да се види дали тој јазол е бениген или малиген јазол. Така, имаме подготвено и материјал токму за биопсијата, веќе кога стигнавме кај биопсијата ќе го прокоментирате како се прави тенкоиглестата биопсија која ја правите токму и вие во установата од каде доаѓате, можат и гледачите да видат како тоа изгледа преку ехо снимка. Така е, тоа е ехо снимка, да. Значи, ова е
еден од пациент кој што се прави под контрола на ултразвук, на ехо. Претходно пациентот обично нема посебна подготовка која што треба да биде. Нормално потребно е да се распраша дали зема некоја антиагрегациона или антикоагулантна терапија заради ризикот одредени карварења. На местото на каде што треба да се боцне пациентот, нормално потребни се стерилни услови. Под контрола на ултразвук се влегува со игла во јазолот каде што е од интерес за испитување. Од истиот тој јазол се зема материјал за цитолошка анализа и тој исти материјал се налепува на предметно стакло и се испрача на патолог за цитопатолошки преглед и врз основа на тој цитопатолошки преглед ние добиваме резултат дали тој јазол е сериозен или не е сериозен, односно дали има сериозни карактеристики или нема сериозни карактеристики, да не навлегуваме премногу професионално да ги објаснуваме тие класификации кои се сериозни, кои не се сериозни карактеристики и врз основа на тоа се проценува понатамошниот тек како ќе го менаџираме истиот тој пациент. Колку време трае земањето на примерок, односно тенкоиглестата биопсија и колку се продира длабоко со таа игла? Обично процедурата е кратка, не е многу долга. Тоа пред се зависи и од самиот лекар кој што ја работи истата процедура, нормално и од соработката на пациентот и што е многу важно и од поставеноста на самиот јазол во тироидната жлезда. Обично процедурата е кратка, безболна, брза. Добиваме многу информации со самата таа процедура и една клучна информација што сите ги паничи за да додат дали е малигно или е бенигно. Така е. Докторе, ќе се вратиме сега на симптомите и кога да се побара лекарска помош, бидејќи секој од нас ако види, бидејќи тироидните јазли се видливи со голо око и веднаш, како што рековте, се посомневаме на најлошото. Кои други симптоми освен испакнатините или јазлите околу вратот може да укажат на постоење на овие нодули? Постојат многу симптоми кои што можат да даваат тироидните јазли. Една да почнеме од нарушување на тироидната функција. Така да еден јазол кој што како таков може автономно да продуцира тироидни хормони и да прави еден тежок хипертироидизам и обично затоа е потребно пациентите кога се исследуваат за јазол секогаш се почнува со таа цела од почеток дијагностичка рамка како што е од палпацијата, од анамнезата, какви симптоми чувствува пациентот. Но дали има некој во фамилијата претходно? Апсолутно, и од тестовите на тироидната функција. Кај овие автономна тироидна дисфункција, каде што произведува екстремно, дежаржира голема количина на тироидни хормони, тестовите на тироидната функција ни се пореметени тука, односно имаме супресија, пад на тиреостимулирачкиот хормон и обично тие јазли ги викаме жешки, топли јазли, кои што ги дијагностицираме со сцинтиграфија. Тоа е на Институтот на патофизиологија и нуклеарна медицина и скоро никогаш не се малигни. Тоа е добро. Значи, имаат бенигна природа и околу за тие јазли нема понатаму други дијагностички процедури, само пациентот понатаму се лекува од тој хипертироидизам, дали тоа ќе биде со антитироидни лекови, дали ќе биде со радиојод терапија или големи јазли кои што прават компресивен синдром или не реагираат на претходниве терапии, се препорачува хируршко лекување. Како краен стадиум, Има интерес од гледачите, ќе вклучиме уште неколку гледачи, почитувани во програма, сте повелете. Добар ден. Дали се уште сте на линија? Добар ден.
режија ве молам на редната линија. Ало? Добар ден, во програма сте, повелете. Вака, би сакала да го прашам докторот за тироидната жлеза, дали нешто се осеќа позади увото, грчеви или обично грчеви ме паѓаат позади увото, дали е тоа нешто од тироидната жлеза? Мислите како трнење, пецкање, тако? Не, како грч. Грч. Кога има грчеви, обично на ногце, на раце, така осеќам времено. Мислам дека од нешто друго или од тироидната. Дали пациентката има заболување на тироидната жлеза? Дали имате диагностицирано заболување на тироидната жлеза? Не, Докторот прашува. Немате. Така. Во ред ќе добиете одговор на вашето прашање, но пред се ќе добиете напатствија, односно упатства каде да се обратите, за какви испитувања, за да се открие причината и што стои за тие трнења позади увото. Еве конкретно, може ли како резултат на заболување на тироидната жлеза да дојде до трнење позади увото? Симптомите кои што ги кажа самата гледачка обично не се поврзани со заболување на тироидната жлеза. Заболувањата на тироидната жлеза даваат или нарушување на функцијата на тироидната жлеза, кој што претходно ви кажавме, или даваат притисок во пределот на вратот, не како грчеви, него како притисок, гушење, притиска на структурите на вратот. Тоа се отежнато голтајне, отежнато дишење заради компресија на трахеја или заради компресија на или промена во бојата на гласот, како за рипнатост. Тоа се кај големи струби. Гледачката каде да се обрати исто на интернист или на специјалист за уво, нос и според грло? симптомите не е за консултација со интернист. Најдобро да се обрати кај својот матичен лекар првично. Првично, да, па понатаму по патеката. По препорака, поред проценката на матичен лекар, таму каде што ќе испрати. Така. Ако имаме уште еден гледач, може да вклучиме. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, ве слушаме, повелете со прашањето. Поздрав до вас и до доктор. Поздрав и до вас. Тироидна жлеза имам од 1994 година до 2004. Ало, ме слушате? Да, вие сама се слушате поради телевизорот од 94-та до 2004-та, тука застанавте, повелете. И имаше зголемување на таквото тироксино и потоа 3 години, 4-5, тироидната жлеза ми беше се уред. Имам мал јазол и одам редовно на испитување и потоа лековите ми ги прекинаа. И од тогајка, од 2014 година, не примам терапија, одам стално на контроли. Да, на контрола и се е уред, а лекови не пија. Можно ли е тоа? Оти сите викат дека за тироидната жлеза се пие лекови до крај. Како за хронична болест. Так, ве сваќаме, дали треба да се прекине терапијата. Еве ќе добиете одговор, интересно прашање, секој е добро. Пациентката имала, колку што разбрав, хипертироидизам, зголемена функција на тироидната жлеза и колегите ја лекувале толку време каде што постигнале еутироидна состојба и потоа ја исклучиле од терапија. Можно ли еве така како бидејќи изгледа тоа е така. Пациентите кои што имаат хипертироидизам, обично лекувањето трае од 18 до 24 месеци и пациентот која ни влегува во една нормална тироидна функција, пациентите ги исклучуваме од терапија. Она што е прашањето, дали треба да пие доживотно лекови, тоа се пие кај пациенти кои што имаат хипотироидизам, односно кои што имаат намалена функција на тироидната жлеза, затоа што треба постојано да има субституција со лекови, зашто намалена има продукција на самата жлеза. Во конкретниот случај кај пациентката е обратна состојбата, она имала хипер, постигнала нормална тироидна функција, исклучена од терапија и совет само да се следи. Колку често во пракса, конкретно во вашиот крај, реканскиот крај, се среќавате со тироидни јазли?
Тироидните јазли се многу Кај чести. пациенти, да. Така. Значи, многу чести се. Како што кажав и напоменав и претходно, со самото напредување на ултрасонографијата, диагностичките процедури, секој ден почесто и почесто ги сречаваме, но не секој тироиден јазол, како што и кажав претходно, треба да се свати за сериозен, Така. но многу е важно и да не се игнорира. Така е. Тој јазол треба да се проследи. Да се проследи по сите диагностички рамки. И пациентот да му се објасни дека не секој јазол кој ќе го видиме, дека е рак. Така е. Че тоа е една многу јазли имаат бенигна состојба. И убаво рековте 90%. Така, да. И многу не причинува никакви симптоми. И оние јазли кои што имаат сомнителни карактеристики, ултрасонографски, ги биопсираме тие јазли. И повторно добиваме наод кој што повторно ги охрабруваме пациентите, иако има сериозни сомнителни карактеристики, кога ќе ни дојде наодот дека не е сомнителен јазол, дека не е малиген јазол, повторно ги охрабруваме пациентите дека да не се секира, дека ќе го следиме, потврдиме, не е ништо сериозно, бениген јазол. Така, не е но лош кажав да не се игнорира. Така е. Така е. Докторе, морам да ве пофалам бидејќи работите во јавна здравствена установа, меѓутоа еве може да видат и гледачите дека навистина има баш навистина пријатни услови за третман, еве ова е вашиот интернистички одел во јавната здравствена установа, што е многу битно и важно, а пред се, како што рековте, и за условите во кои се прават тие диагностички процедури, тенкоиглестата биопсија. Ова е првата соба беше специјалистичко-консултативната ординација по интерна медицина во склоп на јавната здравствена установа Здравствен дом доктор Русе Бошковски Ростуше. Другата соба кој што уште не се тука ни спремени до крај. Доопремени, да. Доопремени. Во другата соба е кабинетот за еходиагностика, каде што во склоп на тој ехокабинет ги вршиме тие диагностички процедури, конкретно и за заболувањата на тироидната жлезда. Ехот. Да. Така. Да, навистина пријатни услови, да вредеше да се одбележи, да треба сите така да изгледаат сите јавни здравствени установи. Меѓутоа мојата перцепција дали 5 или 10% од ЈЗУ-ата, односно државните болници и клиники изгледаат така. На самиот крај од емисијата сме ваш совет за граѓаните, еве уште еднаш како да превенираат да не дојде до појава на јазли на тироидната жлезда ако немаат генетски предиспозиции. Така, не секогаш можеме да ги превенираме. Генетиката, автоимуните заболувања, возраста, на нив не можеме да делуваме. Така. Од она што можеме да препорачаме како превенција, оние пациенти кои што имаат фамилиарна историја за тироидни заболувања или тироиден карцином, потребно е да прават редовни контроли на тироидната жлезда, да се зема јод, да нема дефицит на јод. Тука е, како што претходно напоменавме, морската храна, млечните производи, суплементи со цинк, селен, витамини, железо и така натаму, да се избегнува непотребни зрачајна, односно непотребни диагностички испитувања како што е компјутери, рентген и така натаму. Така да се на оние пациенти кои што жените посебно, кои што се и над 40 годишна возраст, потребно е да прават редовни контроли за проценка на тироидната функција. Докторе, ви благодарам за одвоеното време, советите и искуствата кои ги споделивте со нашите гледачи. Со задоволство ви очекувам да бидете повторно дел од Добриот доктор. Ви благодарам на поканата.
Почитувани вам, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и во понеделник, а во понеделничката емисија, односно емисијата во понеделник, ќе говориме за камен во бубрек и за примена на нова метода при третманот на оваа проблематика во ОКОП 8 септември. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија, имајте убав викенд и грижете се за вашето здравје. Пријатно!